Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувана јавност, почитувани колеги, добар ден. Денес е нов ден, нова седница, ново задолжување. Вчера имавме едно задолжување, денес имаме второ задолжување. Вчера имавме задолжување по скратена постапка, денес повторно имаме задолжување по скратена постапка. И пак ќе го повторам истото, зошто не го штитите дигнитетот на собранието, зошто прифаќаме скратени постапки, зошто прифаќаме негативни извештаи од страна на Европската комисија, кога исто ово сте го поднеле во декември, а ќе се гласа во април. Дали на некого од ова владеачко мнозинство се грижи за дигнитетот на институцијата во која што работи? Ова ве прашувам во 2 дена, втор пат, бидејќи 2 пати имаме задолжувања, 2 пати по скратена постапка, 2 пати несоодветно објаснети. Тука е присутен како претставник на владата заменик министерот за финансии, но она кое што е клучно и човекот кој што треба да го брани ова законско решение е министерот за образование. Во интерес на јавноста, министерот за образование беше повикувана да дојде на Комисијата за финансирање и буџетирање, тогаш и во изолација. Денес каде е? Зошто господјата Царовска не дојде и не ни објасни детали околу ова задолжување? Секоја реформа која што ја правите како влада е со задолжување. И во основно образование, и во енергетика вчера, и во правда, и така натаму. Континуирано се задолжуваме, а попатно континуирано имаме зголемувани даноци, имаме зголемување на акцизи и ова веќе му нема крај. Граѓаните прашуваат каде им одат по 4 милиарди евра годишно во просек од даноци кои што ги плаќаат, ако гледаат дека во ова собрание секоја реформа за секој закон е со кредит. Второ, дајте се запрашале кое стопанство ќе ги враќа овие пари? Дали имаме проекција како ќе ги враќаме овие пари? Немаме проекција. Странски инвестиции нема, имаме одлив, домашни инвеститори не сакаат да инвестираат, едноставно се наоѓаме во една лимбо ситуација, во една ситуација купи ден продај за владата и ова не може и не смее да оди во недоглед, а за тоа сте одговорни вие, почитувани колеги од парламентарното мнозинство. Почитувана јавност, почитувани колеги, ова е 5-ти закон во една недела со кој што владеачкото мнозинство суптилно се припрема за локални избори. Немате проекти за локални избори, имате неспособни градоначалници, па морате преку централната власт, дали ќе отварате енергетско ефикасни објекти, дали ќе реновирате училишта, да отидете и да се сликате, затоа што почна премиерот и уште 4 министри се сликаат на проекти кои што коштаат 4500 евра. На тоа дередже дојдовте и сега во немоќ почнуваме да земаме само кредити за да водачот се слика барем на некој посоодветен проект. Прашувам во законот што е приоритет? Дали има направено анализа каде овие пари ќе се трошат? Во Република Македонија има 987 основни училишта во кои што учат 10.931 паралелка. Кажете ми според кој критериум, бидејќи го нема таков критериум во законот, ќе се задолжуваме и кои училишта ќе ги градиме? Еве од декември месец до сега сте можеле тоа да го направите и како дополнување на закон да ни го доставите во собранието, за да можеме сите пратеници да видиме зашто се задолжуваме. Но јас тоа ниту го очекував, ниту вие претпоставам го очекувавте, бидејќи приоритет ќе имаат објектите во општините каде што имате послаб рейтинг. И тоа е вистината која што мора да си ја признаеме сите овдека на оваа говорница. Во врска со законот, компонента 1 вели дека подобрување на учењето на ниво на училиште 15,1 милиони евра и потоа вели дека во оваа компонента да ги подобри условите за учење, за настава,
кажува дека ќе има инфраструктурни проекти, промена на училишните училници, онаму каде што има потреба, и тоа е за градба, за инфраструктура, и јас тоа го поддржувам. Но оваа власт не би била истата доколку немаме подкомпонента 1.1 во делот развојни програми за училишта и грантови 2.163.000 евра, и со оваа компонента ќе се изврши преглед во рамката за подобрување на училиштата и ќе спроведе обука на просветните инспектори во земјата и вработените во Бирото за развој на образованието. Почитувани колеги, уште еднаш ви повторувам, 2.163.000 евра трошиме, односно ќе земеме кредит за да спроведеме обука на просветните инспектори и вработените во Бирото за развој. Нели е ова срамота? Ние имаме 234 официјално вработени во Министерство за образование. Плюс имате привремено вработени. Плюс тука имате МАНУ. Плюс имате разни совети на инспектори, просветни, вакви, такви. И не може тие да ги обучат нашите наставници и инспектори, за тоа треба да земеме 2 милиона евра и 163.000 за тоа да го направиме, и ова според мене е вистински грабеж и на државниот буџет и злоупотреба на овој закон за задолжување. Понатаму, промовирање на отчетност преку споделување на информации. Повторувам, промовирање на отчетност преку споделување на информации 345.000 евра. Овие пари ќе ги потрошите за да кажете на граѓаните во таа и таа општина дека некоја школа му се реновира. Дали е ова фер, дали е ова хумано? Еве, секој од себе да трнеме, дали треба да се задолжуваме за да градиме, за нешто што ќе остане, или треба да се задолжуваме да се пофалиме по медиумите, кои притоа ќе си памтат понатаму и за локални избори, или треба да се задолжиме за обуки на наставниците при 130 и кусур илјади администрација. За мене ова е неприфатливо и ова е душманско трошење на парите кои што ги позајмуваме. И разликата денеска, ја кажа од страна на Европската Унија. Европската Унија денеска 530 милиони евра помош. Значи не кредит, помош даде. И им даде на Србија, на Хрватска, на Црна Гора, на Албанија. На нас, односно на вас како влада, Европската комисија денес не ви даде ниту еден денар. Зошто? Затоа што знае што се случува со парите на даночните обврзници на жителите на Европската Унија. Ние може да земаме само кредит, за тоа да плаќаме камата и тоа да се биде наш проблем, односно проблем на народот и нашите даночни обврзници, и за тоа треба да се засрамиме сите. Подкомпонента 2.1. Развивање на програма за државно тестирање. 1.250.000 евра. За да направиме програма по која што ние ќе ги испрашуваме децата што научиле во текот на образовниот процес, ние треба да земеме кредит од 1.250.000 евра, и многу ме интересира како тоа и кој тоа брани на оваа говорница. Мораме да кажеме стоп на оваа влада. Мораме да кажеме стоп на ова ненаменско, непредуктивно и душманско трошење на парите на кои што потоа треба да ги враќаат граѓаните и некои други влади. Ова не е хумано што му се прави на македонскиот народ. Компонента 3. Зајакнување на компетициите за наставниот кадар, стручните соработници и директорите на училиштата 2.900.000 евра. Колеги, ви повторувам, зајакнување на компетициите на наставниот кадар, стручните соработници и директорите на училиштата 2.900.000 евра. Да им кажеме на директорите кои што земаат плата како треба да работат и на наставниците како треба да предаваат, ние земаме кредит од 2.900.000 евра. Понатаму имаме спроведување на стандардите за наставници, стручни соработници и директори на училишта. 430.000 евра, вистина е надвор од секое здраворазумско размислување. Компонента 4. Управување со секторот, раководење со проектот и мониторинг и евалуација 1.540.000 евра. За оној кој што ќе земе кредит државата во вредност од 25 милиони евра, односно 21.500.000 евра, ние треба да дадеме 1.540.000 евра
за да се контролирате меѓу себе дали се краде, а при тоа имаме огромни администрации, огромни советници, огромни кабинети. Немам повеќе време, се надевам дека на репликите ќе можеме повеќе да дискутираме и дека било кој од мислите ќе се свести дека ова вака не иде. Благодарам.